Дали мислите дека граѓаните не си ја сакат, дел од граѓаните, не си ја сакат државата на вистински начин? Односно тоа што тие го сметаат за патриотизам, не можат правилно да го артикулираат за тоа што е вистинска љубов кон нашето, кон своето. И ќе ви дадам после примери. Да. Да не знам, пример. Зборуваме сега и за институциите. Така? Да влезете од Грција кон Македонија, првен ќе ве дочека една табла каде што вели добре дојдовте во Република Македонија. Тамо е државниот грб, меѓутоа таа табла е нешто што сите и странци и ние кога влегуваме државата прво го гледаме, меѓутоа тоа е изљупено, искршено, девастирано. Практично не се грижиме за тоа како нашите символи не представуваат нас. Дури се извинам што ја прекинувам, значи дури и на гробот на Гоце Делчев неколку денови пред да се облежи 123 години од смртта, бев таму и видов дека државното знаме за една историска фигура со која што ние се бориме и со гордо ја представуваме, беше избледена. Мислам до таа граница оди немарноста, да речем. И ова не е критика кон некој, туку е ова како да извлечеме поука некоја од тоа што ни се случува за да бидеме подобри. Тоа е единствената цел. Да. Во право сте. Значи, кога се работи за таблите, за објектите, за црквите, всушност заклучокот е дека се работи за слаби институции водени од пресилни, моќни поединци, кои што би требало да даваат пример и да го организираат системски процесот внатре, ама ако на право место имате погрешни луѓе, кои не се тамо заради своето знаење, заради својата биографија, заради својата програма, туку заради блискоста со некој во партиите или во политиката, тие луѓе се тамо како лупус ин фабула. И сега, бидејќи моќта се заканува да ве расипе, вие заборавате на основната дејност, бидејќи треба да организирате процес внатре. Секаде. Ако вие не сте квалификуван, тогаш нема да се обкружите со подобри од вас, туку со послушни на вас, и таа приказна станува институционална и ние гледаме дека на преминот не личи тоа на нешто што символизира држава, бидејќи државата е заснована на ред и поредок, што би рекол контор динемат прогресум, туку се работи за ликови кои што сакаат да си го искористат моментумот и преку ноќ, бидејќи тоа за нив е награда, а не нешто што следи, да го искористат моментумот и да се збогатат, да станат познати, познати мислам како по облека, по коли, по ресторани. Значи, ни требаат институција што ќе функционира, кој и да дојде на нејзино чело, ама тој што доаѓа на челото мора да е за тамо. Сака да кажете дека негативната селекција, односно обкружувањето, сега не зборуваме партија, не зборуваме конкретно политичар. Тоа се ликови кои немаат однос кон државата, туку само се пресрекни заради привремениот статус и не гледаат да ги завршат работите што мора да се завршат, туку се концентрираат на себе и на камарилата околу нив. Ето, и тогаш тие не гледаат. Кога ќе остават, пустош ќе остават, забележувате? Се чудиме кога ќе си заминат. Сега, ако има друга одговорност, изачи тоа зборува за нефункционирање на одговорноста. Така, ако направиме сега, што велат англичаните, зум аут од целата оваа приказна, сакате да кажете дека ние како народ
кој што еве конечно си имаме своја држава, да бидеме свој на своето, да можеме сами без некој аскер да ни стои голема придобивка, бидејќи има поголеми народи од нас кои што немаат своји држави. Значи ова сега што го правиме пред 100 години некој не терал да го прави, сега сами го правиме. Меѓутоа, кога сме конечно свој на своето и кога можеме сами да се организираме, Се однесуваме, не баре сме повторно да, од окупација нечија. дали тие што се однесуваат така со државата, место да управуваат со институциите, ги користат како што велите за 5 минути слава, практично може да го гледаме. Се надевам дека не е Тоа е пресилен збор. познатиот синдром на Живка министерка. Живка, да го гледаме како предоста на македонските идеали. Апсолутно. И од историски контекст кажувам. Апсолутно, и тоа не кореспондира со граѓаните. Така. Веројатно потоа се создава оној волшебен круг на отпор, граѓаните не се идентификуваат со нив и се што е врзано за нив го негираат. Понатаму создаваат, особено кај младите, револт. Револтот се трансформира во некогаш во гнев и гледаме последици во искршените клупи, во урнисаните сијалици и така натаму. Но да бидам искрена за второво, има и подлабоки причини, мислам и во светот и воопшто она што се случува. Нешто што е надвор од нашите граници. Војната, врзано за војната. Во војната умира све, прво. Апсолутно. Умира честа, умира храброста, све умира. И вистината умира. Вистината прва умира. Да, така. И тогаш вие, значи, кога сте бомбардирани со разурнувачки слики, кога сте со оружје, со уривања, таа слика си станува секојдневна и како нешто ненормалното станува ненормално, ние сега се браниме со еуфемизми од типот на нова нормалност. Нема нова нормалност, нема нормалност, а е една секогаш. Ама ние, за да избегаме од срамот, целиот свет, и јас се срамам, бидејќи нема никој што не е виновен, кој не е и со чинење, и со гледање. Да. Бидејќи ова што се случува, видите, е спротивно и на принципите на Конрад Аденауер, на Моне, на Шуман, на Гаспери, а да не зборувам за Обединетите нации. Тие се базично мировни проекти. Значи, тие не успеале ако им се случила војна. И сега гледајте што е, ако секој ден атакуваат прекрасни објекти, Така, се така. губи односот, а за природата да не зборуваме, никој не кажува дека она што се случува денеска во војната меѓу Иран, Израел, САД и така натамо, доведува не само до незамисливи човечки жртви. Умираат билки, умираат животни, природата е исто така жртва. Апсолутно. И во Украина истиот проблем И за има. закрепнување треба многу долго време. Например, сега ќе собираме пикапци, луѓе мислат овие цигари ги фрлат, меѓутоа има едно истражување направено, финансирано од Европската унија. Ова сега не знам. Ова не е безбедно. Ова е за нас, ризично. да. Да. Ќе си го соберат тие што треба. Да. Председателка, Борет, мислам дека горе-доле го детектиравме проблемот кој е во општеството и кај граѓани. Меѓутоа, Или пак, знаете, исто заборавив. Толку веќе се неизвестно, несигурно, не знаеме утре што ќе Кој ќе се донесе, случи, така е. што луѓето се викаат карпе дием, фати го моментот. А што е моментот што ни се сугерира? За жал, вино игри, забава, Рим пред пропаѓањето. Човештво е соочено со состојби што мене страшно ме подсетуваат на некои ужасни времиња. Бидејќи гледајте сега отпорот зошто е. Наместо да одиме светот да оди кон, како геометриски да го опишам, ромб, во кој што разликите меѓу тие најгоре и тие најдолу ке се редуцираат, оти ако имавте таков општествен раз, логично би било да јакне државата на благосостојбата, Апсолутно, така? да. Значи, зошто бидејќи радикализмот расте,
Особено понекогаш кај луѓе кои умерени биле. Ама кога ќе го изгубите вие најдоброто, најмилото, станувате радикални. Тоа е прво. Второ, кога имате вие се поостра пирамида, на врвот декадентни помалку од 10% и расте осиромашувањето кај другите, Да. па тоа апсолутно нема логика. Да. И тоа создава нови поделби Така да кажете во дека тоа е општеството. добра почва за идни конфликти? Апсолутно. Апсолутно. Нелогично е. Сега, да вистина, вештачката интелигенција да видиме како ќе се движи. Да, сега, како вика Илон Маск, па ние само ќе се образуваме, културно, секако, ќе се забавуваме, а вештачката интелигенција ќе Ќе работи за нас. Да, ама што ако се отчовечиме ние? Што ако почнеме да ги губиме човечките квалитети? Да. Што ако почнеме да се однесуваме ние како вештачката интелигенција само кликајки по телефоните и изјапајки во... Кажавте нешто многу интересно пред некој Тоа минут, мене страшно ме Да. загрижува. дека кога има војни низ светот, дека и тоа што се уништува не е само човечките Апсолутно. животи, туку и природата, меѓутоа и оние објекти во градовите кои што можеби имаат уметничка, кои имаат историска вредност, што е страшно културно нешто. наследство. Така нешто што Замислете, кога ќе ја видите колку се стари, гледате дека пред убавината и окупаторите имале, кон убавината и окупаторите имале почит. Горе. Какви прекрасни објекти. одлична реченица. И тоа не се случувало нас, како пример го сега видете ние како суверена независна Македонија, нашиот камен мост, символ на градот, така што ги поврзува двата, нашиот најстар мост. Видете како изгледа. Ова е производ на нашата генерација. Без директно прсто да го впериме кон било кој, зборуваме како генерација. Вандализиран со шкртаници, трева расте од него, сводовите нема потреба, знаете Да, што се се случува гледа тамо. не грижа. Да. А понекогаш ние и интервенираме во Кај нас без објектите, војна се внесувајќи уништуваат модерни... објекти. Апсолутно. Тоа е Па понижуваат тоа е исти. затоа што ние стимулираме лошо образование. Така. Затоа што не ги учиме децата на почитување на вредностите. Како велат уметниците, не годинава, на минатава година на Струга лауреат беше словачкиот поет Штрпка, а напред него беше Жан-Пјер Симеон. Добро. Тој вели дека поетите можат да го спасат светот. Значи, оваа држава мора да научи дека економијата е важна. Меѓутоа, инвестициите во културата, во образованието и науката се најважните. Тие се нешто што не прават луѓе. Да. И се израдува вчера, бев во театарот, Добро? бидејќи тамо се чествуваше или се отвараше меѓународната конференција за демографијата и директорот ми рече дека преполне театарот во последно време. Не само тој сиде театар. А може би она што била, може би во војната и обратно нешто предизвикува кај луѓето. Точно така. Потреба за убаво, потреба за култура, за да избегне и да остане здрав во умот од реалноста човекот. Ми рече дека картите сите се распродаваат, па тоа е прекрасна. Тоа е прекрасна вест. А во право сте, ние, еве сега, секој ден кога одам тамо по Водњанска, фрлам поглед од лево и десно и забележувам некои од најубавите, јас ги викам чипканите куќи што останале. Болка доживувам, бидејќи јас сум живеела овде во центарот. Значи, каде би било тоа? Кај Министерството за финансиите. Така, натаму. Тамо? Да, го знам одлично овој дел.
Болка ми предизвикува кога не си го почитуваме специфичната урбано наследство. Наместо не знам како, велам дали може државата или градот да ги откупува некако тие куќи од наследниците, раскарани, за да ги сочува. Оти такво сите нешто држави го не прават. се... Сите, тоа Во нема... Турција кога бев, забележувам една малечка така куќичка прекрасна како на вештерката, накитена. Што е ова? Вели, тоа е многу важно за нашата историја и култура. Некој момент од историјата врзан за Кемал Ататурк и така натаму. Ние ова мораме да го заштитиме, инаку не можеме да скокнеме ние од антиката во не знам, некој постмодерна, во кубизмот, во корбизијанството. Не можеме. Точно. Па и корбизијански имаме одлични градби. Најубавата за мене е поштата. Во каква состојба е поштата? Зборуваме за... Да. Најубавата пошта на Балканот. Зошто ние поштата, извинете, па и чувениот мурал на Борка Лазевски, да не го обновиме? Да. Знам дека почна со помош на Европска Унија еден проект, амбасадорот Гир го започна, сега не знам што ќе стане со него. Значи, уште има шанси. Уште има шанси, како што чистиме сега, да се разбудиме и да почнеме да си го чуваме културното наследство, оти го забележуваат. Тоа мене ме тера да се срамам. Кога ќе дојдат луѓе од надвор и ќе ни укажат колку е убава земјава. Верувате дека младите не знаат, да речеме да го земеме Дебар Мало, каде што има некакви рецидиви од таа стара архитектура градска, што земјотрусот не ја покоси, меѓутоа ја покосивме ние како генерација. Моментално. Особено меѓу двете светски војни, најубавите градби Одим Инденска да видиме, приказната за петте куќи ги знаете. Да. Е кај нас моментално најунештените објекти во центарот на градот се практично тие што имаат некаква историска вредност и скоро сите дојдна се заштитени како споменици на културата. Да почнеме од Министерството за култура. Видете го објектот како изгледа. Па во една прилика сум рекла, ќе ве насмеам. Ајде. Па мислам и дека изјавив. Пред Министерството за култура има две жардинјери. Точно. И внатре коров. Точно. Абре луѓе, викам, пазарот е на 5 чекори. Отидете накупете китки, наполнете ги, плюс има едно романтично дворче. Да. Предпоставувам дека... Ама и самата зграда е преубаво. Тоа било порано некоја во СХС касарна или не... Инаку, погледнете архитектурата што ја сме ја имале некогаш. Каква била логична. Тротоарите широки колку улицата. Точно. До градбите, јас знам тоа, бидејќи на Урце Николов живеа, само еден спрат и поткровје. Како сега се трансформира? Оти вие треба да ја следите висината на постојните објекти за да има логика. Зошто да не ја ограничиме катноста? А бога ми еден мораториум за центарот. Скопје е еден од најдолгите европски градови. Вие намисламе. Зошто тогаш се треба во центар? Плюс тоа, непознат феномен е да имате еден до друг 3 молови и тоа во центарот, па тие се секаде на периферијата. Дали трката по профит? Перење пари е тоа. Да. Дали трката по профит практично мислите дека го разобличува нашиот визуелен идентитет и тоа што се ние? Апсолутно, ама тоа е и опишано. Дали тоа може ова да го кажеме како второ предавство на Македонија? Апсолутно. Знам дека се тешки зборови. Не, ама видете, тоа е културно предавство, тоа е хумано предавство. Оти ние, значи, не ги доживуваме најубавите градби како наши, како нешто што треба да се чува. Имаме Ристичја палата и видите што има од озгора наредено, како, да не кажувам. Ова ве моламе, првата забелешка што ми ја дадоа, какви се овие реклами овде или она што оди, не е тоа добро. Тоа е катастрофално. Не е тоа. Инаку, зошто е важно во каков град живееме? Истражувања има, социолошки, психолошки, како градот влијае на
Не само на психичкото здравје на луѓето, преку кога гледате убав објект, што се случува со процесите во организмот и обратно. Па се знае дека среќина, дека луѓето доживуваат најголема среќа кога гледаат во синило и во зеленило. И во убави градби. И велат здравјето на луѓето во Венеција, во Амстердам, е поинакво, затоа што тие го доживуваат. Јас кога додам во Венеција, си седат на земја, на мовчињата, си уживаат венецијанерите, зашто во убавина одраснале. Убаво дојавте тоа што сакам меѓу последниве прашања. Што мислите за реченицата Македонија можеме да ја спасиме само со убавина? Малце по-филозофски. Апсолутно е. Реченицата е филозофија на животот. Само убавината може да го спаси човештвото, да, ама тоа значи дека убавината е една многу комплексна категорија. Убав збор, убави дела, убави активности, убава средина, убави градби, убаво политичко однесување, убави меѓусебни односи, убави меѓународни односи, ама убавината делумно не е само индивидуална. Убавината се раѓа, се креира, се негува, понатаму убавината се почитува и тогаш и ние, како што реков јас денеска, како јапонците, прво ќе излеземе надвор, се што ни изгледа валкано ќе го средиме, па ќе одиме мирно за да уживаме во убавината на работата. Да. Ама треба да ја сакате и да ја знаете работата. Или кога ќе отидеме ние на плоштад кога е чист, кога мостот е во перфектна состојба, кога жардиниерите е се во ред, ние емотивно се врзуваме за нашиот простор, првот дека е наш, второт дека е среден и многу повеќе ќе се грижат граѓаните за него. Сега што може да не инспирира? Па јас во Ереван на сите им кажував дека Охрид од критичните најупатени новинари, така мрежата е избран за најубавото место во Европа. Замислете, најубавото место во Европа. Се што е опишано во критериумите, треба да го правиме, вели. Се уште не е толку преплавено од туристи, се уште се чувствува старото, убавината на езерото изгледа, не можам да се изначудам како само се брани од нас. Има природата одбранбени механизми. Па, што е тоа? Веројатно меморијата. Ако е најстаро езеро, најдлабоко езеро, има тоа најубаво е. Логично да биде, нели? Председателка, тука негде би се заблагодарил, се надевам дека ова интервју го правиме, вие сте професор, да влијаеме колку што можеме едукативно на граѓаните, не да обвиниме конкретен човек или било кој, малце да се издигнеме над партиите, да погледнеме од перспектива, така што ви благодарам за еколошката свест да си ја... И љубовта кон нашето, најмногу. кон државата. Да, прво тука да средиме. Од тие ние надвор, може би занесени од почита на убавината, учиме од луѓето, како да се однесуваме кон животната средина. Кога ќе се вратиме дома, бидејќи немаме некаде имало прекин во тоа, во кодот изгледа. Има и тоа голем прекин. Треба да си ги возобновиме, да си го возобновиме односот, чувствата и да си ја чуваме. Иначе прекрасна е, мала е, ама прекрасна. Прекрасна е. Се надевам дека пораките ќе допрат до тие што треба да допрат, ви благодарам. Мојата реакција само што да ви ја кажам. Кога се враќам од некаде со авион, и одеднаш штом ќе погледнам долу на планините и забележувам, тоа го забележуваат и луѓето околу мене, солзи. И си викам, ова не е баш реакција како што треба. Тоа е тоа. Значи, да има едно капче каде што ќе се вратите, ако, како вика Бернард Шо,
се можете да смените, само татковината не. Ама нашиот однос кон татковината не е како на татковината кон нас. За љубов треба повеќе, двајца. Апсолутно. Ви благодарам многу. Извини. Се надевам дека мислам Илани чистевме вака, не знам дали ви текно. Како не, Да, не сме така што се надевам дека секоја година ќе има помалку работа, дека ќе се занимаваме помалку со ѓубре, повеќе со други работи кои што го засегаат нашиот идентитет и пред се Македонија да биде, како што велиме, елементарно пристојно место за живење. Да. Да. Ви благодарам уште еднаш. И јас многу ви благодарам. Да, ми беше задоволство.